Другарчиња, ве поздравуваме и денеска од нашата голема студија на Мини Вести. Денешната емисија можеме да кажеме дека е една од најслатките. Така е затоа што денеска ќе погледнеме како се прави торта, а и на крај ќе ја пробаме, нели? Ајде да почнеме, па ќе видиме. Денеска во Мини Вести ќе го прославиме светскиот ден на тортата, па ќе си направиме торта, а ќе дознаеме и се за неа. Плюс ќе ви откриеме нови работи за луѓето, животните и вселената. Гледајте Мини Вести до самиот крај. Веќе ви најавивме дека ова ќе биде најслатката емисија до сега. Буквално најсладка, бидејќи ќе правиме торта. На тој начин ќе го прославиме светскиот ден на тортата. Сите сакаме торти. Тие со омилениот десерт на децата, но и на возрастните. Едно парче торта е доволно да не го разубави денот и да не искраде насмевка на лицето. Тортата е еден вид леп или храна слична на лебот. Во поново време, тоа најчесто представува благ печен десерт, збогатен со најразлични состојки. Порано тортата всушност представувала печен сладок леб и имала само тркалезна форма. Печењето колачи има долга традиција, но тортите првпат се појавиле пред крајот на 16 век во Средна Европа, а можеле да се ги дозволат само многу богатите луѓе. Додека патуваме низ годините, ќе ви кажеме дека линзер е најстарата торта во светот, која се прави и денес. Не се знае кој го измислил рецептот или го дал името, но таа се јаде повеќе од 350 години. Денес има безброј рецепти за торти, дел од нив се строго чувана тајна, иако основните состојки се тие: брашно, шеќер, јајца и путер или зејтин. Најчесто се додаваат состојки за вкус, како овошје, чоколадо, ореви и други додатоци. Традицијата вели дека тортите најчесто ги служиме кога имаме родендени, но тука се и другите церемонии, како свадби, годишнини или било какви прослави. Ние денес ќе направиме торта, бидејќи го прославуваме светскиот ден на тортите, а колку е тешко да се направи торта, дознаваме на лице место. Јас сум Луција и денес сум во најслаткото место кај што се прават торти. Тетка Гордана, тешко ли е да се направи торта? Зависно каква торта. Значи не е толку тешко да се направи, но сепак треба доста знаење. Во тој поглед треба да се испече тесто, да се направи фил, да се исфилува, да се замрзне, затоа што тортата за да може да се декорира мора да биде замрзната и после тоа се вади во фрижидер за да се јаде. Како се прават тортите во боја? Тортите во боја се прават со боја која што се прехрамбена, како да кажам, боја која што се јаде. Значи таа е специјална боја која што се набавува и не е онаа што децата ја имаат по домче. Ние месиме собствен фондан, значи тоа е маса бела која што служи за покривање на самите торти и секогаш значи раствараме малку боичка во таа бела, ја додаваме и правиме палета од бои. Дали имате таен рецепт? Во Аромати чоколатерија има тајни рецепти, пошто мислам дека не постои сладкарница која што нема тајни рецепти. Тие рецепти нормално се прилагодени на денешните торти што ги изработуваме. Собирани се нели од баби, од мајки, домашни рецепти. Правено е комбинација и од тоа е изведено еден продукт кој што ние мислиме дека ги задоволува желбите на нашите муштери. Може ли тортата да биде солена? Солени торти има, но нека и нас. Значи солените торти ги произведуваат на друго место, мислам дека во пекари. Да. Ги пробувате ли сите торти што ги правите? Ако ги пробуваме сите торти што ги правиме, многу ќе треба да бидеме на диета. Затоа не ги пробуваме сите, али во принцип фило се пробува секојаш пред да се нанесе. Какви торти сакаат да јадат децата? Дечињата претежно сакаат да јадат чоколадни тортички, затоа што сметаат дека е тоа најблиско до чоколадото што се јаде нели од продавници. Иначе кога ќе има двојба, значи и ако се присутни на самото место кога се порачува тортата, секогаш изборат чоколадната за нив. Но покрај внатрешното, значи што се става во тортата, вкусот на самата торта, ние во Аромати чоколатерија многу посветуваме и на декорацијата, она што всушност им е најбитно на дечињата, кога ќе ја погледнат тортата да биде тоа вау.
Затоа нашите вешти раци изработуваат многу ликови од јунаците и се трудиме да ги задоволиме сите желби пред се на дечињата, па после тоа и на родителите. Јас сум Луција и ве поздравувам од најсладкото место кај што се прават торти. Сега ќе се префрлиме на друга многу интересна тема, а тоа се родендените. Сигурно се прашувате како во историјата се прославувале родендените. И од кога на роден ден се дуваат свекички и зошто? Ви откриваме во следните минути се за роденденските свекички и желби. Родендените се одлични. Секоја година денот кога сме родени е денот кога добиваме подароци, дуваме свекички, јадеме торта и се забавуваме со другарчињата и семејствата. Денес е нормално да се слави роден ден, но не било секогаш така. Во античко време, иако родендените биле споменувани, не се практикувала нивната прослава. Тие биле резервирани само за богатите луѓе, но дури и тие не ги правеле овие забави толку честа. Родендените со торти и свекички, како што ги знаеме денес, се појавиле многу подоцна во историјата. Свекичките ставени на торта првпат почнале да се користат пред 3 века во Германија. Наводно, богатиот гроф за неговата гала роденденска забава ги изненадил гостите со голема торта со свекички, која символизирала светлината на животот. Од тогаш дуваме свеки за роден ден и замислуваме желби. На тортата се наредени свеки во ист број со години на славеникот, кој си замислува желба и е многу важно истовремено да ги дувнеме свекичките за пораката да биде испратена. Денешната традиција на замислување желби вели дека со дувањето свеки вие ја испраќате желбата до ангелите и ако сте добри и умни деца, истата ќе ви се исполни. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. And if you want it inside your soul, Just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. The room unlocked the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So keep dancing. Дали знаеш дека е време за дали знаете? Тоа секако дека го знам. А дали знаеш како спијат делфините? Тоа не знаам. Тогаш време е да научиме. И во ова издание не дали сте знаеле, имаме интересни факти кои треба да ги научите.
Овој пат ќе ви откриеме дека звукот патува 3 пати побрзо низ вода, отколку во воздух, а бебињата на коалата, кога ќе се родат, се колку едно зрно грашок. А дали знаете дека лилјакот подолго може да издржи без вода, отколку камилата? И кога сите луѓе во Кина во исто време би скокнале од стол, земјата би ја изфрлиле од нејзината оска. Истражувањата покажале дека со едно пенкало можеме да нацртаме линија долга 56 километри или да напишеме 50.000 зборови. А кенгурите скокаат, бидејќи не знаат да ги движат нозете одделно. Черепот кај луѓето пак е направен од 29 различни коски. Рикањето на лавот е толку силно, што може да се слушне на оддалеченост од 8 километри. Делфините спијат со едно око отворено. До следното издание на Дали сте знаеле, дознавме нови работи за делфините, човекот и планетата Земја. Останете со нас. Ќе се прошетаме низ годините и историјата. Ќе ви откриеме како се создава магијата во телевизорот. Живееме во третиот милениум, во време на медиуми кои секој ден ги има се повеќе. На детското однесување покрај родителите и поширокото семејство влие и најпопуларниот медиум – телевизијата. Телевизија е насекаде познат медиум за емитување и примање слики, односно пораки, кои некогаш биле црно-бели, а денес се во боја. Овие слики се придружени со звук. Шкотскиот електроинженер Џорџ Логи Берт е познат како татко на телевизијата. Тој пред повеќе од 90 години на луѓето им покажал како функционира првиот телевизор. Компанијата на Чичко Берт го реализираше и првиот пренос на телевизиски сигнал преку Атлантикот. Од тогаш започнува ерата на телевизијата и денес е медиум кој го гледаат милиони луѓе во светот. Апсолутни победници се луѓето во Америка, каде дневно се гледаат 6 часа телевизија. Но ни Македонија не е ништо подолу, бидејќи новото истражување покажа дека 34% од граѓаните телевизија гледаат 3 часа дневно. Но колку често слушате дека гледањето телевизија е штетно? Ние имаме супер вести за вас. Новото истражување покажа дека од телевизијата всушност имаме и корист. Кога гледаме телевизија, може би телото ни е пасивно, но нашиот мозок работи забрзано, мускулите ни се напнати, а забрзана е и работата на срцето. Тогаш мозокот интензивно ни работи, за да можеме да сватиме што се случува кога гледаме цртан или детски емисии. И покрај тоа што истражувањата покажаа дека е добро да гледаме телевизија, сепак заклучокот е дека никако не смееме да претераме со оваа активност, бидејќи може да доведе до негативни ефекти за нашето здравје. Телевизијата секогаш не носи информација плюс, која некогаш во животот ќе ни биде од корист. Може да не однесе и на места во светот за кои не сме слушнале, а би сакале да ги видиме. Овој пат со помош на телевизијата ве носиме зад камерите, каде настанува целата магија. И во овие мини вести имаме многу интересни факти. И денеска ве прашуваме, дали знаете? А од кога ќе дознаеме, прашете ги родителите или баба и дедо дали ги знаеле овие интересни факти. Во мини вести со секоја емисија учиме нешто ново, а во рубриката Дали сте знаеле, секогаш имаме интересни факти. Денес ќе ви кажеме дека зевањето трае само 6 секунди. Ќе дознаеме и дека леопардот без вода може да издржи цел месец. И човекот кој на земјата тежи 100 килограми, на Марс ќе тежи само 38, поради разликата во гравитацијата. А истражувањата покажуваат дека кравите кои имаат свое име даваат повеќе млеко. Кога балерините пак стојат на прсти, трошат еднаква енергија како дрвосечач. Сувите банани се 4 пати похранливи од свежите. И гуската е првото животно кое човекот успел да го припитоми. Дознавме многу интересни факти и овој пат во најновото издание на Дали сте знаеле. Денеска во мини вести ќе дознаеме зошто поларните мечки имаат бело крзно, а на ова прашање одговараат и нашите другарчиња од градинка. И пред крај ќе го надополниме нашето знаење со рубриката Дали сте знаеле? Не го менувајте каналот. Вие гледате мини вести. Знаеш ли зошто поларните мечки имаат бело крзно? Бидејќи живеат кај што има многу снег, па од него се бели.
Не сум сигурен дека ова е вистинскиот одговор. На ова прашање одговараат и нашите другарчиња од градинка. Пред да ви го кажеме точниот одговор, еве што кажаат тие. Поларните мечки се многу слични со останатите мечки, но од нив се разликуваат со прекрасното бело крзно. Па дали некогаш сте се запрашале зошто нивното крзно е бело? На оваа тема ги прашавме нашите другарчиња од градинка. Еве што одговорија. Јас видов мечки како си играат на снегот и многу ми се допаѓаат. Јас бели мечки сум видела во зоолошка градина. Ја бела мечка видев на телевизија. Дивите животни живеат кај нас во зоолошка градина. Јас мислам дека дивите животни живеат во шума. Дивите животни живеат во зоолошка градина. Шума со стари големи дрва. Дивите животни живеат во шумата кај што нема луѓе. Јас дивите животни мислам дека живеат во дивина. Дивите животни живеат во зоолошка градина. Дивите животни живеат во шумите, во планините. Дивите животни живеат во шумата и во зоолошка градина. Едни живеат животни горе на планина, а други живеат во шума. Дека живеат на снег. Од снегот мечките се изфарбаре. Живеат во пештера, само што е бела. Јас мислам дека на бебите мечки му смрзнава крзното. Белите мечки се бели, зашто им паѓа снег. Што се бањаат во ладното море. Белите мечки живеат на црвениот пол дека се бели. Белите мечки им се пратучите на кафените мечки. Јас мислам дека бебите мечки не се со кафијавите мечки роднини. Јас мислам не се роднини зашто немаат иста боја. Мислам дека не се роднини зашто кафејавите мечки не се бањаат. Јас мислам дека се роднини затоа што едните и другите се мечки. На прашањето зошто поларните мечки имаат бело крзно, одговорот е многу едноставен. Секое животно се обидува подобро да се вклопи во околината во која живее. Например, змијата има различни шари на телото, па тешко може да ја приметиме во шума. Жабите ја имаат истата боја на околината во која живеат, а пердувите на некои птици се исти со листовите или дрвијата каде престојуваат и се кријат. Кај животните во природата, важно е да станате невидливи, односно да се прилагодат кон околината во која живеат. Тоа е така поради ланецот на исхрана во кој малите животни стануваат храна за поголемите, а тие пак за уште поголемите животни. Од друга страна, без храна нема живот за ниту едно животно кое е во природата, па тие мора да се прикријат кога ловат. Така и со поларната мечка. Таа живее во областа на северниот пол, на широки бели пространства, па секоја боја освен белата, навистина би се издвојувала. Тоа значи дека секое животно би ги забележало, па тие би останале без ручек или храна. Токму поради ова, мечките имаат бело крзно. Треба да знаеме дека белите мечки се ранлив вид со висок ризик за исчезнување, поради прекомерниот лов и поради исчезнувањето на нивниот животен простор, што доаѓа како резултат на топење на мразот на северниот пол. Па речиси во сите земји од регионот на северниот пол, белата мечка е прогласена за загрозен вид и е заштитена со закон.
oh my god, like oh my god. Jump out that sofa, come on, let's kick it off. Fill up my cup, drink, Mazel tov. Look at her dance, just take it off. Let's paint the town, we'll shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it. Let's live it up and do it, and do it, and do it, do it, do it. Let's do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it. Here we come, here we go. We gotta rock, easy come, easy go. Now we on top, feel the shot, body rock, rock it, don't stop. Round and round, up and down, around the clock. Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Get with us, you know what we say. Party every day, party every day, and I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. I'm feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. И во овие мини вести имаме интересни факти. И денеска ве прашуваме за човекот, животните и вселената. Минутите за учење почнуваат. Во Мини Вести во секоја емисија учиме нешто ново, а во рубриката Дали сте знаеле, секогаш имаме интересни факти. Денес ќе ви кажеме дека на планетата Венера еден ден е долго колку цела една година на Земјата. Името на Пикачу потекнува од јапонските зборови пика-пика, што значи искра, и чучу, што значи звук што ве нервира. А ако ракот остане без едно око, ќе му порасне ново. Во моментов на планетата Земја живеат 6,8 билиони луѓе. Само 3,5 милиони користат четка за заби. Кога мачето ја бутка главата во вашето тело или рака, значи дека ви верува. А кога пандите се тажни, тие седат сами. Кетчупот пред да се прави од домати, се правел од печорки. Национално животно во Шкотска е еднорог. Интересно, нели? И за крај, изреката Хакуна Матата, што ја знаеме од кралот Лав, значи дека не постојат грижи. По овој прилог, мини вести, може да ги завршиме. Немој да се грижите што завршуваме, се гледаме утре. А ако ви недостасуваме, гледајте на YouTube. Чао!